Дали знаете дека на врвот на планината Водно, 2000 година, на место Крстовар над Скопје, на православниот празник Крстовден, а по повод одбележувањето на 2000 годишнината од Христовото раѓање, е поставен камен темелникот на Милениумскиот крст. Изграден е во 2002 година со 66 метри височина. Неговите архитекти се Јован Стефановски Жан и Оливер Петровски. На 8 септември 2008 година, денот на независноста на Република Македонија, во внатрешноста на крстот бил вграден лифт. Жичарницата Милениумски крст е пуштена во употреба на 3 јуни 2011 година, води до крстот и служи за панорамско разгледување на градот и планината. Дали знаете дека 5 икони од Марков манастир, Скопје, не се случаен наод? Уште од првите контакти пред 1973 година, пред да се преземат акциите за нивното транспортирање во конзерваториската лабораторија, биле јасно забележани известни правобитни иконографски и стилски елементи кај малите непресликани делови кои дозволувале со сигурност да се верува дека иконите се од времето на кралот Марко. По конзерваторските интервенции бил потврден фактот дека 5 пресликани икони се не само хронолошки најстари, туку и од ликовен поглед најквалитетни сликарски остварувања меѓу сите денес сочувани икони во колекцијата на Марков манастир. Предпоставка е дека иконите биле скапоцено дарение од византиската царица Елена Драгаш Палеолог, сопруга на царот Мануил II Палеолог и ќерка на обласниот феудален владател Константин Драгаш. Ова донаторство се случило по 1395 година по смртта на кралот Марко.